Некогаш зеленило, плодна почва и чист воздух, сега пустина. Вака го опишуваат жителите Скопско-Урман, каде поради застој во главниот канал веќе не можат да ја наводнуваат земјата со водата од реката Лепенец. Суша и пожари се речиси секојдневие на жителите на село Урман во општина Ѓорче Петров, поради немање слух на надлежните да го решат нивниот проблем, затоа што веќе 4 години немаат вода за наводнување. Жителите на Урман алармираат овој проблем да се реши што побрзо. Според нивните проценки, за само неколку дена со механизација може да се пробие каналот и да се пушти водата. Јас сум одел на 5-6 пати, 7 пати во општина, се викаат ќе пуштиме, од тоа нема ништо. Нашите барања се каналот да не се способи. Ако не се способи во овој случај каналот, овие 4 години селото е запустено, као што сами гледате дека исушено е све. И јадници тополи се исушени, и други растенија се исушени. Не можам да замислам сега кога ја гледам оваа пустиња. Се изгорено. И што е најбитно, ни селово не циркулира вода. А и тука имало се канали, се било со бразди, се чистело, се одгледувало и многу сите живееле со многу убав бериќет и квалитетен. Според изјавите на градоначалникот на Ѓорче Петров, се чини дека деценискиот проблем е заглавен во институционалните лавиринти, а кога ќе се реши точно не се знае. Ние направиме неколку напори за да можеме да го дигнеме нивото од таа страна, меѓутоа тоа е еден проект кој што чини околу 5 милиони евра. За ваша информација, преку Скопски плански регион, преку градот ја учествува во наредниот период со 1 милион евра. Дополнително се работи за државен проект од А категорија, каде што треба да аплицира Министерството за животна средина пред Министерството за транспорт и да се уреди речното корито и кеот на Лепенец. Подрачјето Урман е склоно на сушија, во лето има и над 30 пожари, велат жителите. Бараат од локалната самоуправа барем привремено да го реши проблемот со пробивање на каналот, додека не се спроведе најавуваниот проект.